Непријатно изненадување ги пречека граѓаните 7 дена пред задушница. Стомните на Штипскиот пазар за само една недела поскапеа од 200 на 250 денари. Иако велат дека го разбираат трудот и процесот на изработката, сепак додаваат дека немаат пари за расфрлање. Дополнително велат дека пред празникот ќе треба да купуваат и други потребни работи за поменот на починатите, што уште повеќе трошокот ги удира по джеп. Скапо е, скапо. Подскапи? 200 динара циони, скапи. Најмалечкото 150, ќе видиме до петок. Може има некоја поевтино, не мора поскапи да се раздава се. Што ти си земеш тоа? Тутричка, бомбончиња, и лукумче, вино, рикија, банани. Сега малку се поевтини бананите у маркетинг. 49 динара. Носици од оралис. Се носе, само изменија, требаше у недела, они у сабота. Пати изменија народо сам. Оде се у сабот и петок и у недела се и довден правилно. Од старо време, како јас што сам била дете, сме одели у недела. А сега одат и у петок и у сабот. За мртвите не греота да се вика скап. Не се скап. Во меѓувреме на тезгите на пазарот, вниманието го привлекува 70-годишната Радка Манасиева од селото Габревци, општина Конче. Таа и незиниот сопруг се меѓу последните што го чуваат стариот гранчарски занает во селото. Со години рачно изработуваат земјени стомни, џезвиња и други садови, од кои обстојува целото домаќинство. По 250. Добро. Мали, големи? Мали, големите 250, имаме помали 200, имаме 180, имаше помали. Вазничките се по 200 денара. Што друго имаме? Имаме џезвина нешто, пепелари, имаме каделници и това. Сега сме слабо малко, ама добро. Рачно вие ги изработувате? Да, рачно. Домаќино? Да, домаќино, гаджето. Како се изработува? Се е рачно. Земјата се си рачно изработува, немаме ништо машинско. Се е рачно. После цртањето, јас се го работам, цртам и после печењето и така. Може и пред печење и после печење има. Нешто со четка, нешто со рака и така. Имате ли наследници? Немаме, за жал. Нема да ме наследници? Не, немаме. Вие последна генерација? Да, последна генерација. Ние го наследиме од брат му на момчето и така. И покрај долгогодишната работа и вложениот труд, Радка вели дека занаетот пополека згаснува. Младите се помалку се интересираат да го научат гранчарството, па затоа вели дека традицијата нема кој да ја продолжи.